Сакате да се сретнеме со председателот? И да одиме да се сретнеме? Што работат пратениците? Колку треба да се учи за да се стане председател на собрание? Што прават пратениците за децата? И уште многу други прашања му поставија децата на председателот на собранието Јован Митревски за време на нивната посета на законодавниот дом. Дали може пратениците да обучат да имаме 3 дена викенд? Пратениците може да одлучат и да има и 7 дена. Ама, кога ги носат пратениците одлуки, ги носат одлуките, треба да има го предвид целата слика, затоа што за да се заработи, да се живее, да се обезбеди плата, треба да се работи. Што работат пратениците? Носат закони, поврзани со граѓаните. А што прават пратениците за децата? Пратениците за децата носат закони за да им подобрат образование, за да им подобрат услови за живење. Пратениците носат закони за родителите на децата, за да добиваат високи плати, да имаат, да обезбедат екзистенција, за да тие пак обезбедат за вас безгрижно детство, среќно детство, радосно детство, за да може вие, како нивни деца, да се посветите на тоа што е ваша задача, односно повеќе да учите и да давате максимум во тоа што го правите. А дали може со закон да се забрани домашната работа? Може. Може. Ако сакате да ја забраниме, да ја забраниме. А дома што ќе прави? Второодделенците од основното училиште Страшо Пинџур имаа можност да го запознаат собранието одблизу. Ги разгледаа собраниските сали, се информираа за работата на председателот на собранието и на пратениците, а детската љубопитност најмногу ја предизвика и едукативната стрип боенка како Риса го запознава собранието. Стрипот на наједноставен начин ја доближува работата на пратениците до најмладите, а истовремено ги едуцира децата која е постапката за да се предложи и да се донесе еден закон. Публикацијата е изготвена во рамките на програмата за парламентарна поддршка, која е поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Програмата за парламентарната поддршка се спроведува од Националниот демократски институт, Институтот за демократија, Асоцијета Цивили Скопје и Центарот за управување со промени.